Конституиран новиот парламентарен состав под посебни здравствени протоколи. Верификуван е мандатот на новите 120 пратеници. Констатирам дека извештајот со предлогот на верификационата комисија се усвоени и дека со тоа е извршена верификација на мандатите на 120 пратеници во Собранието на Република Северна Македонија. Во новиот состав има нови и свежи имиња, но и стари и докажани кадри. Во собраниските клупи ќе гледаме професори, лекари, оперски пејачи, правници, политичари. Највозрастниот пратеник, 72 годишниот Илија Николовски од СРСМ, е пензиониран, а најмладиот, 23 годишната Артина Ќазими од Алијанса за албанците и алтернатива е студентка. Двајцата пратеници се со средно образование. Председател на собранието не беше избран, бидејќи се уште нема парламентарно мнозинство. Од денеска почнува да тече рокот, од 10 дена кој го има председателот Пендаровски, за да го додели мандатот на оној кој ќе обезбеди мнозинство во парламентот. Иако изборите се брзаа под изговор дека на Македонија и се потребни функционални институции, останува се уште нејасно зошто се чекаше последниот ден за да биде закажана седницата. Лидерите на партиите најавија дека официјално ги почнуваат преговорите за нова влада. До почетокот на септември треба да биде составена новата влада, која има обврска да поднесе до парламентот програма за работа. И Мицковски и Заев влегуваат во трката со оптимизам. Лидерот на СРСМ вели дека сите опции се отворени. Лидерот на ВМРО ДПМН се фокусира на состав на нова реформска влада, која ќе се справува со корупцијата. Заев одбегна прецизно да одговори дали и понатаму стои на ставот дека интегративците треба да одат во опозиција и дали гласот на албанците вредел 5 банки. Да оставиме да покаже времето со кој ќе можеме да направиме коалиција за изборите, прво парламентарно мнозинство кое што ќе ја сочине владата. Секако, јас сум политичар, разумен човек, граѓаните преку гласањето ги даваат правците и очекувањата. Фала Богу, коалицијата предводена од СДСМ може да формира влада и со ДУИ, и со Алијанса и Алтернатива. Првиот човек на ВМРО ДПМН пак вели дека тие, штом завршиле изборите, веднаш започнале со планови и преговори со дел од политичките партии, а наредниот период ќе ги засилат контактите. Во деновите кои што се пред нас, пратениците на ВМРО ДПМН кои што ќе бидат дел од овој парламентарен состав ќе бидат фокусирани исклучиво во предлози кои што ќе значат вистинска борба против криминалот и корупцијата, нешто што представува исклучителен предизвик за сите политичари, бидејќи на овие избори граѓаните силно збореа и силно говореа дека довербата во политичките елити како никогаш досега во овие 30 години независност е на најниско ниво. Затоа мора подитно да покажеме и да докажеме на дела вистински како да се справиме со криминалот и корупцијата, која што на вистина зема сериозни размери во нашето македонско општество. Во меѓувреме, низ собраниските ходници се шпекулира дека БЕСА, која има 4 пратеника, и ДПА, која освои 1 пратеник, размислуваат да формираат посебна пратеничка група, за која се потребни минимум 5 пратеници, со цел да можат да имаат своји членови во собраниските комисии.